Никогаш градоначалник на општина Карбинци, денеска мајстор кој работи заедно со своите деца. Васил Богдански од Карбинско Таринци има речиси 70 години. Во својот скромен дом одгледува кокошки, има бавча, овоштарник, па вели освен кафе, шеќер и зејтин не купува ништо друго. Живее со својата сопруга, но пресреќења што овде се неговите синови и неговите внуци. Вели ова е благодарение на него. Оти ги научил да работат и да немаат срам од работа, а не да заминат во странство и да чекаат плата. Сега си имам на нивата на Садиси овоштарник, имам 200 дрвца, 50 ора, баца си произведувам. Ние купуваме шекер, кафе и зечин. Друго ништо не купуваме, друго се произведем. Значи а и лимони купувам од лимони. Другото, сега 2 година треба овоштарникот да роде по 200 дрвца. Така да никој не треба да се срамува од работа. Освен со земјоделство, одгледува и кози, а чува и свињи. 10 години откако му помина градоначалничкиот мандат, вели ужива во неговите пензионерски денови и работа на село. Дециден е работел пред да стане градоначалник. Работел во одело како градоначалник, работи и сега. Ја чувам 2 кози, сега ќе имам 5 јариња. 2 години колеме по 150 кг сега година. 100 кокошки имам и повеќе. Нисме желни за месо, нисме желни за јајца, ни за урда, ни за млеко, буквално за ништо. Сега некна, 3 јариња, сега и другата. 2-5 јариња имам секоја година. 5, 6, 7, зависи. И тоа е храна. Тоа е се храна. Јас сум бил градоначалник и не ме е срам да чувам кози. И сега ќе озголемам малку стадото со 2 кози, затоа што сирење не ни стига, направи жена ми сирење, ама не ни стига и зедеме го. Значи, ќе зголемеме малку стадото, луѓето ги срам. Нека да работат, нека плата треба да му дадат 30.000, колку ќе му дале и нека да работат. Телефонот не престануваше да ѕвони кога бев градоначалник. Иста е ситуацијата и сега, вели Богдански. Ама денеска ме бараат бидејќи јас сум мајстор. Дециден е тој. Не толку интензивно, повеќе ми звонеа за работа, за тамо службено, а јас сум мајстор, на мен, ја телефонот не сум го испуштил. Не сум прикинал како некој што имаше пратеници, што по телефонот носел, веднашка никој не му се на мен ми телефон звони ностоп. Богдански случајно влегол во политика, но работата за него никогаш не била проблем. Среќен е што своите деца може да ги види кога ќе посака и тие работат заедно со него.